Една од најопсежните истраги досега, поради обвинение за висока корупција во државата. Зазиданите 350.000 евра не биле на судијата. Родителите признале дека се нивни. Но дури и да е така, дали е возможно парите да завршат или да бидат зазидани токму во зид во кујната во домот на родителите? Многу прашања и дилеми. Во ова издание на Тринг соговорник е Владимир Туфекџич, актуелен адвокат, поранешен судија. Господине Туфекџич, изненадени сте од ова обвинение пред се и за случајот на вашиот колега до вчерашен Ристов? Јас во основа ништо не сум изненаден. Она што треба да се поздрави, тоа е работата на јавното обвинителство. И во таа смисла и во таа насока сите ние треба да имаме она што се вика општествена одговорност. Говорам за луѓе кои работат во правосудството, судии, јавни обвинители и адвокати, и да го поддржат обвинителството во борбата против корупцијата. Нема да навлегувам во анализа на предметот, затоа што како професионалец и пристојноста ми налага да ја почитувам презумцијата на невиност и на крајот на краиштата одбраната е работа на судијата и на неговиот бранител. Ние треба да отвориме прашање после овој случај за она што е суштина. Суштината е во тоа дека ние треба да ја идентифицираме групата, малата група на луѓе против кои се бориме, бидејќи борбата против корупцијата подразбира дека вие мора да го имате дефинирано противникот, односно таргетот. Овде се работи, значи, за група на луѓе кои имаат криминоген ДНК, луѓе кои утре да им дадете 10.000 евра плата, судиска или обвинителска, они ќе го прават истото. Овде имаме работа со луѓе кои мобилизираат и регрутираат нивни истомисленици од редот на судиите, јавните обвинители, адвокатите, мешетарите секако, надвор од судот, и имаме работа со луѓе кои веднаш преземаа мерки и активности во насока на мобилизирање на нивни истомисленици од редот на полицијата заради лична логистика и заштита. Дали кога велите една мала група на луѓе, дали таа мала група на луѓе сушност го урива целиот имидж за македонскиот правосуден систем? Таа мала група на луѓе е извор на сите проблеми и недоверба во судството. Дали во таа мала група спаѓа и овој ваш судија? Тој дел не би можел да го коментирам, бидејќи истрагата е во тек. Јавниот обвинител е тој што треба да каже и да го каже последниот збор, односно судот и судските инстанции. Но факт е дека мала група на луѓе во судството која се занимава со криминални активности постои. И ние тоа треба да го прифатиме како реалност. Тоа е група на луѓе која е извор на недовербата, група на луѓе која со своето однесување ги ремети нормалните текови и нормалното работење на нас адвокатите. Група на луѓе која влијае на обичниот судија кога нема аргументи да образложи осудителна пресуда, тој сепак ќе донесе осудителна пресуда, бидејќи прва помисла му е не сакам да ме зборат дека сум земал пари. Значи, до тој степен е сето тоа изместено и ова што јас го говорам, тоа е равенка со една непозната и таа треба да се најде на главната маса во републичкото јавно обвинителство,
за да се направи јасна стратегија, методологија и пристап откако ќе се идентифицира она што е проблем во судството. Повторувам, тоа е мала група на луѓе, има огромен број на честни луѓе кои професионално си ја вршат својата работа. Така да во таа смисла и во таа насока треба да се поздрави ова што денеска го прави. Дали овој случај со судијата Ристов всушност само ја потврдува потребата за она што подолг период се заговара, неопходноста од ветинг во судството? Па може ние тоа да го наречеме како сакаме. Дали ветинг, дали реевалуација и така натаму. Битно е да имаме концепт и стратегија во борба против ова зло. А концептот и стратегијата ќе го добиваме откако ќе го идентифицираме противникот. Значи се работи за луѓе кои навидум се принципијални, он има принцип дека не контактира со адвокати, мене лично нема да ме прими, во обврска сум да му се обратам писмено и така натаму, а во исто време истиот човек го гледаме на некоја снимка со некој обвинет од актуелен предмет, кој седи во празен ресторан и така натаму, па сега ја да прашам со кој писмен поднесок ти се обратил тој за да оствари средба некаде надвор. Сакам да кажам, јас сум за него потенцијално опасен човек, затоа што тој не препознава во мене она што тој го има како ДНК. Криминогениот ДНК. Нема сигурно да ми се обрати да ми каже Тувке дај ми 20.000 евра за да ти решам предмет. И што ќе се случи? Нормално, прва фаза АНБ, втора фаза катастрофа. Што значи, они регрутираат луѓе со нивни мајндсет. И така работат, се создава привид дека ова се изолирани случаи. Не е точно. Може би се создава некако привид, но тврдам и гарантирам дека тие луѓе меѓусебно комуницираат. И само спорадично, доколку веќе државата, односно обвинителството, веќе ќе навлезе во некаква трага, тогаш имаме спорадична реализација. Колку изнесува тарифата за да се заврши работа? По однос на тарифата, тоа е долга и широка. Јас сум 4 години адвокат. Можам да кажам дека овие луѓе за кои говорам, односно се зборува, значи во судските од судски извори, во судски ходници. Тарифата веќе стана јавно достапна информација. Она е издигната, значи, на ниво што јас во некој сарказам го кажувам само што не е составен дел, значи во некој од одредбите на судскиот деловник. Така да тарифите се различни, зависно од тоа што и на кого треба нешто да се заврши. Но небитна е висината. Битно е дека таа реално функционира и реално постои. Господине Туфекџиć, зарем за вас не е симптоматично што пред одреден период за осомничениот судија имало барање до судски совет да се реагира? Ова тело кое избира, именува и разрешува суди, тогаш останало имуна на повиците. И тогаш се зборувало дека станува збор за одоговлекување на судски случаеви, држење во фиока, за примање мито. И никому ништо. Мислам дека проблемот е во ингеренциите и надлежноста на судскиот совет. Проблемот е во тоа што судскиот совет треба да постапува под допрен глас. Проблемот е во тоа што судскиот совет тогаш постапувал по конкретен предмет и го казнил судијата. Меѓутоа,
судскиот совет не може да остане нем на она и глуп на нем на она што ние го знаеме. Еве и јас потврдувам дека со жалење дека да, тие состојби за кои говорам, тие се точни, тие се актуелни. Што значи, ако јас тоа го знам, тоа е невозможно да не го знае судскиот совет. Решение гледам во тоа да некој од членовите на судскиот совет побара измена на законот за судски совет, каде што судскиот совет ќе има обврска во рок од 48 часа по поднесена пријава за корупција против судија, да го извести јавниот обвинител, а јавниот обвинител во рок од 24 часа да постапи. Може би тука малку ќе се размрдаат работите, а од друга страна да не се стави и да не му се стави багаж на судскиот совет да биде истражен орган, него тоа да го преземе тој што е единствено овластен за гонење сторители на кривични дела. Што значи судскиот совет, еве слушам дека некои луѓе повикале некои судии, па им му кажале, па им кажале дека се зборува за нив, па им му кажале дека нешто се претерал. Што со тоа? Значи, тоа не е решение. Значи, ние мора ова зло да го сосечеме во корен. Дали се отвара простор од потребата за целосна реформа во судскиот совет? Реформата во судскиот совет е неизбежна тема. Новите членови на судскиот совет, јас сум скептичен дека ќе успеат да направат нешто, да наметнат некој нов квалитет. Една од членките лично ја познавам и јас и честитав на изборот. Меѓутоа, доколку тие, односно ние, доколку не видиме за кратко време дека тие направиле нешто што е нешто ново, некој нов квалитет, и доколку продолжат да функционираат по досегашната матрица, они ќе останат запишани како повторно едни обични членови на судски совет кои наредните 6 години ќе функционираат како членови на судскиот совет. Господин Туфекџич, како е возможно да се лоцираат средствата од страна на да се пронајдат, а 2 дена никаде да го нема осомничениот судија? Дали тука се остава простор дека можеби обвинителството и осомничениот преговарале наместо класичен затвор да заврши куќен притвор? Дали има простор за сомнеш дека можеби ако осомничениот проговори дека ќе се отвори пандорината кутија во која ќе излезат навидени и други крупни риби кои се инволвирани во овие криминогени дејанија? Јас не гледам така на таа работа. Мислам дека јавниот обвинител ние треба да му даеме целосна поддршка за ова што го прави. И досега еве 6 дена никој не кажа ништо за јавниот обвинител и еве јас ќе искористам приликата да на јавниот обвинител му честитам на една брилјантна операција, бидејќи како судија на тоа имам право, затоа што сум учествувал оваа операција, можам да ја ставам во група со уште 1-2 операции во кои јас сум учествувал како судија, кои биле од тоа ниво како што ова е изработено. Молкот од 2 дена, бидејќи да не забораваме, јавното обвинителство имаше официјално соопштение. Не значи дека некој со некого преговарал. И не мора тоа да значи. По однос на притворот, јас ќе кажам дека овој човек, значи мој довчерачен колега, јас лично го познам, тој да не му е определена ни една мерка, тој е реално во притвор. Кај ќе оди? Значи, скандалот е од такви размери
да тој веќе нема апсолутно никаков простор да се разговара за некакви договарања, дилови или преговарања. И да не заборавиме, јавниот обвинител го испитува неговото работење во насока на коруптивни дејанија и јасна е целта на јавниот обвинител што бара, и тоа е добро, од моментот на неговиот избор во апелациониот суд од февруари 2020 година до денеска. Значи, ова ќе резултира во една прилично опсежна истрага, така да не верувам дека има простор за било какви разговори, преговори или дилови. Во таа смисла и во таа насока јас тоа би го тргнал на страна. Ристов не е изолиран случај. Претходно, Наке Ѓоргиев, врховен судија, митажија ја призна вината и се спогоди со судот. Добро. Поранешниот судија, Енвер Беџити, кој беше во апелација, заврши на црната листа на САД, беше отстранет од апелација. Точно е, може да зборуваме дека не треба да зборуваме за независност. Независноста на судството е утврдена категорија, таа е уставна категорија. Меѓутоа, дали имаме, прашањето треба да гласи дали имаме нормално судство и нормални услови за работење во судството. Ние немаме. Со вакви случаи ние тоа го немаме. Така да ние мораме темелно да ги смениме работите, да ги вратиме работите во нормала. И ќе кажам следново. Јас сум човек на мои 60 години, мојот живот е исполнет, реализиран. Јас за себе и за својата иднина воопшто не сум загрижен. Меѓутоа, огромен проблем ваквите настани, ваквите крупни корупцијски скандали влијаат на младите адвокати. Тие тотално ги деморализираат. Тие луѓе не може да работат. Не може да функционираат. Ете, за тоа се работи. Како судија, бевте дел од судскиот совет за носењето на одлуката за таргет, тврдина, предметот кој го водеше Ристов. Тогаш во ова студија бевте, се сеќавам, рековте, одлуката Земјалков е правилна и праведна. Точно и тврдам дека е правилна и праведна и ден денес. Тоа го тврдам затоа што прво верувам во таа одлука и знам колку време, енергија и напор е вложено да се дојде до таа одлука. Тоа што апелациониот суд после 9 месеци или 10, сега не се сеќам, поправите ме, нашол некоја технички пропуст или техничка грешка. И ден денеска сметам дека имале основ и имале услови да тоа го надминат и на крајот на краиштата тие да стават печат на тој предмет или да ја потврдат одлуката или да донесат ослободителна одлука. И ден денеска тоа го тврдам. Со измените на кривичниот законник пред неколку години, дел од тогашните обвинети, делот им беа преквалификувани, дел од нив добија ослободителни пресуди. Во собранието е на поведок нов кривичен законник. Дали сметате дека со новиот кривичен законник ќе се анулираат оние пропусти од минатото? Ние како работна група, бидејќи јас сум член на работна група и за новиот кривичен законник и за измените на кривичниот законник, нашето мислење го дадовме. Нашиот став беше да ги вратиме состојбите пред измените и тоа го направивме. Кривичниот законник, она што е предложено од нас како работна група, е понатаму дадено во процедура. Меѓутоа, ние како работна група не може да влијаеме
на 9 или 10 пратеници кои одлучиле да си прават свој кривичен законник и буквално да ќе елиминираат некои делови само од ним познати причини. И ако е тоа така, министерот за правда, не само овој, него било кој иден министер, воопшто не треба да ни го троши времето, да не ангажира во некаква работна група, во која на крај и јас и останатите колеги ќе видиме само еден декор, а уствари измените на кривичниот закон ќе ги донесат 9 или 10 пратеници, кои тоа ќе го стават на предлог, како предлог за гласање и тоа ќе се изгласа. Значи, во иднина, нека тие пратеници бидат работна група и нека тоа се решава директно во законодавната комисија на собранието, а на професионалците, ако веќе оваа држава не рачуна, а очигледно според постапките ние не сме ја задоволиле формата на неколкумина пратеници, тогаш тие самите нека носат одлука, а ние ќе ја коментираме тогаш нивната одлука. Во однос на новиот кривичен законник, Сабина Факич од невладиниот сектор смета дека негативно предложените измени на кривичниот законник во делот на јавните набавки со забелешка дека ако влезат вака, како што се предложени, ќе доведат до поголема неказнивост на корупцијата во државата. Ја знам дека тој дел околу јавните набавки, она што ние денеска го гледаме, апсолутно значи не соодветствува на она што ние како работна група сме го сме утврдиле дека треба да биде, односно како работна група сме предложиле. Јас не би навлакал во детали, но точни се забелешките и на место се забелешките. Некои делови од законот се, она што ја викам, комплетно масакрирани, значи извадени се цели ставови, пасоси. Така да во тој дел ќе кажам само една работа. На државата е да одлучи, бидејќи таа има и овие луѓе што се на власт, они имаат најголема одговорност. Дали ова ќе биде нормална правна држава, која ќе, кај што секој нормален човек ќе има правна сигурност пред се, или нема да биде. Или тоа ќе биде ова што сега се прави, па нема никаква разлика од она што претходно се правело, а што денеска пола од тие луѓе, добар дел се у опозиција, не може да се сетат што направиле со измените на кривичниот закон. Така да тоа е. Благодарам за интервјуто и гостувањето. Благодарам и на вас. Толку за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг, во кое гостува подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Александар Трајановски, адвокатот и поранешен судија Владимир Туфекџич, како и председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов. До видување до идниот петок во исто време.